Коце тргнал по логиката, ако може владата да не заглавува, тогаш можам и јас. А и што постојано се задолжува, туку е Мераклија да подпишува простувања на владини институции. Минатата година само за 2 објекти прости комунали во вредност од 500.000 евра, а сега само за зградата на Илинденска 2 Коце на Груевски му прости 123.000 евра. Тоа ли е домаќинско водење на градот? Зарем не ке беше подобро со тие пари да се купат кабинетски услови за практична настава во сите средни училишта во Скопје? Или пак што лошо ќе виде учениците ако се заменеа сите прозорци во сите средни училишта во Скопје и зголемеше енергетската ефикасност? Без да знае, ниту да биде прашан, Коце подпишуваше и потроши 350 милиони евра. Каде отидоа тие пари? Па со тие пари до секој дом во Скопје ќе донесевне природен газ. Граѓаните, школите, фирмите, ем ки имаја топли радиатори, ем ки имаја поевтини сметки. И тоа е разликата помеѓу нас и нив. ДПМН се залага за барокно Скопје 2014, СДСМ за гасифицирано Скопје 2017. И затоа зашто работи како потписник на Груевски, на Коце како најголем успех му остана доручекот на камениот мост, кој прерасна за жал во тепачка на гладните усти. Мост кој наместо како символ на Скопје да спојува и споделува, се претвори во слика за мизеријата која креира владата на Груевски. Но, драги мои пријатели, Скопје не е само плоштадот. Градот и сите останати општини се заложници на премиерските детски соништа, кичот и бизнис интересите на урбаната мафија лоцирани во фамилијата. Додека власта ги инвестира народните пари во барок, одредени места во Скопје живеат како да се во среден век. Па на само 1 километар од овај плоштад, граѓаните од Маџир Мало немаат фекална канализација, но кога ќе излезат од своите домови, во Вардар ќе видат врби. Добро, не било какви, уметнички, и тоа 250.000 евра.